Да, се враќаме во студиото со нашите гости Јове Кекеновски и Агим Јонус. Додевме полека и до домашната политичка ситуација. Денеска државниот секретар на Германија Михаел Рот, меѓу другото, некако прилично остро кажа дека треба да се најде решение за СЈО. Тој вели доколку нема начин да се изгласа продолжување на мандатот на институцијата, бидејќи за тоа е потребно двотретинско мнозинство, а очигледно е дека опозицијата е против тоа. Тој вели тогаш СЈО да се интегрира во јавното обвинителство, но го посочи ова како една од приоритетните работи. Мислите ли дека СЈО е некако заборавено во последнава година дена или дека сепак се работи на решавање на тој проблем? Лично мислам дека СЈО е влезен во еден циркулус вициозус, на латински, значи магепсан круг, во кој што покрај тоа што треба својата елементарна задача да ја исполнува и да ја завршува, истовремено треба да се бори и со многу ајкули од страна. Во вид на остаток на структури кои и претходно го инхибирале тоа, и сега го инхибират, а веројатно и во блиска иднина доека не се направат реални и квалитетни реформи во судството. Значи, ако земеме во предвид дека СЈО до сега требаше да стави точка на многу случаи, онда реално е прашањето каде се механизми, се исправноста на механизмите, не СЈО ко СЈО. Значи, механизмите кои требаше да бидат придружен апарат или барем алатката преку која СЈО требаше да ги исполни задачите за кои што и беше поставена, па мислам дека сериозно е за размислување. Критиката која германецот ја кажа е дел од нешто што е лар пур лар, да го каже колку да го каже кој да ние не го знаеме тоа. Меѓутоа, мислам дека се запостави она селектирање на луѓе кои што ќе бидат изземени во вид на пристрасност на некакви хипотеки дека во судството работеле против или прикривале некакви криминали. Она што за сега го гледаме е дека нешто се работи. Меѓутоа, ајде во меѓувреме да го погледаме сето тоа од еден друг агол. Дали може да сето тоа така треба да биде сега за сега? Пазичите, меѓу редови што зборам. Тако е требало бити, друже судија. И мислам дека едно време уште така и ќе биде, затоа што ташкањето, подигањето, отварањето на фиоките на Пандорината кутија, која реално секој момент вака може СЈО да го отвори, би било погубно во амбиентот кој го градиме, а го градиме во некакви афирмативни, еволутивно позитивни правци за држава. Алудирате дека повторно има некаков таен политички договор? Видете, ме терате да ви кажам едно моје лично размислување. И ова ексклузивно ќе го кажам, па нека го слушне цела држава. Се сведува на припремање на амбиент на вук појао магарца. Тоа е српска една реченица, вук појао магарца. Се спремат на крај така да биде, затоа што кога ќе влеземе у НАТО, ќе им треба на нив, на нам, ќе им треба мирна и стабилна држава. Мирна и стабилна држава може само ако не ташкаш многу, ако не таласаш, викаат луѓето многу. А таласањето само под себе подразбира да видиме кај се парите, кај е криминалот. И на крај ќе испадне вук појао магарца во смисла шта е било, тепаниот тепан, прошетаниот прошетан. Сум културен, знаеш, конечно. Чао, амиго. Кекеновски, ова што го кажува Јонус може да се универзитетскиот професор Кекеновски со апсолутна почит. Може да се каже дека може да се каже ова дека е прилично застапено во јавното мислење, дека гледаат, траат процеси, секој ден одат на суд, пресуди нема, се одоговлекува. Што би американците нова easy as ABC. И меѓународната заедница го забележува дека правдата е спора, и тоа е веќе забележано и во извештаи. Мислите ли вие дека може би има нешто од тие теории? Да, долго време и јас размислувам и ме водеше размислата во таа насока, меѓутоа мислам дека вчера оптимизам еден провеа, лично кај мене, мислам и кај повеќе, со случајот Титаник, не знам како се вика, каде што јавно беше кажано на колку личности веќе им се е побарано замрзнување на целокупниот имот и враќање на тие пари кои што ги проневериле, нели, за изборите, враќање на тие пари во буџетот на Република Македонија. И тоа ми дава за право
заправо да го демантирам, односно дека нема да биде така, бидејќи до сега ние бевме оптеретени со мислам еден банален случај околу купувањето на Мерцедесот, и тука можеби ако се донесе брзо една оваква одлука, мислам дека ќе се донесе пресуда, можеби ќе биде позитивна за Груевски, и тоа сигурно треба да биде објективна, треба да биде врз основа на факти и докази, да биде заснована таа. Можеби ако се донесе една таква ослободувачка одлука, тога ќе ги разочара граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, тоа значи дека толку и СЕО си ја сработила работата, односно пуштила некој случај во јавноста кој што нема доволно, да речеме, факти и аргументи. Од друга страна, многу се сериозни обвинувањата за Титаник, многу се сериозни обвинувањата за рушењето на Космос, многу се сериозни обвинувањата за земањето на провизии во делот на правење на автопатот Кичево и за Штип. И тука мислам дека ако доволно има обезбедено факти, нема кој е тој судија кој што би пресудил, односно не би донел соодветна пресуда да бидат казнети сите оние кои што проневериле пари. Од друга страна, факт е дека рокот кој што го имаше јавното обвинителство беше преоптимистички, односно беше прекраток за да може да ги заврши сите оние зла и криминали кои што се правеле во последниве 10-11 години. Сработи тоа што сработи, еве гледаме дека во меѓувреме повторно работат додека им трае мандатот, работат и излегува во јавноста дека веќе се завршени истрагите за голем број на други дела, па го спомнаа при тоа еден пратеник, спомнаа други пратеници кои што исто така до сега не беа спомнати. Чинам дека сето тоа ќе дојде на дневен ред во оној момент кога специјалното јавно обвинителство ќе биде дел од основното јавно обвинителство. Мислам дека е тоа апсолвирана работа кај политичките партии и најголем дел од пратениците би се согласиле да гласаат за еден таков закон. Не ме држете за збор. Јас мислам дека законот за спојување на ОЈО, односно за претопување на основното јавно обвинителство како дел на специјалното јавно обвинителство како дел од основното јавно обвинителство, чинам дека го гледав на дневен ред во оној план 369 кој што го имаше, ако добро ме држи сеќавањето, беше ставен рок кога треба да се донесе тој закон. Не знам дали го донесува, дали не, меѓутоа ако не, бидете сигурни дека во наредниот 18 план, како што го нарекуваат, ќе биде многу брзо и нема друга иднина освен СЈО да биде дел од основното јавно обвинителство. Да, Јонус, ќе ве замолам само кратко. Да, што тука ја потврдивте тезата на Вук Пејо Магарца. Еве како. Значи СЈО ќе се исполни својата задача со путање Боранија у затвор. Врхушката или главните играчи, звездите Роналдо, Меси и така натаму ќе се останат и понатаму херои, затоа што мора да има национални херои оваа држава, барем државни херои, нели, ако не национални. Во НАТО ќе си влеземе, сите среќни задоволни И ќе забораваме. Значи вие само ја потврдивте мојата теза. Значи овака, ако Како тоа со својата спорост, тоа тоа вие сами треба да се прашате, не ви треба позиција и опозиција. Значи сите оние прво незадоволството од тоа каде се парите, кој беше толку гласно, кој по мегафони се звучеше по цела Македонија, кога тоа затаи, кога тој призвук кој ќе не го слушаме, тоа значи дека сите се спремни и веќе свесни дека шта е било е и дека СЈО секако ќе мора да ги оправда своите дејанија, а ќе ги оправда со тоа што ќе каже еве ние таласавме, испративме во затвор некои луѓе, кој ќе направи селекција на луѓето, кој идел таму, чека да видиме у список, отишла Боранија, бе, пријатели. И на крај Вук Пејо Магарца. За мене нема Боранија голема, мала, за мене сите кои историја криминал мора соодветно да бидат да одговараат пред законите на Република Македонија и да си ја добијат заслужената казна. Добро, еве со ова една песимистичка и оптимистичка порака во поглед на владењето на правото, да ја завршиме оваа емисија. Почитувани гости, ви благодарам на двајцата за вашето учество, а вие, почитувани гледачи, гледавте уште една анализа на телевизија 24. Останете со нашата програма.